имамо печење, како немамо печење. Тоа е, како да кажем, штипски специјалитет и тоа е нешто, како да кажем, нешто делукс. Прасе у тесто. Ако е штипско, да би да ga пробамо, а? Апсолутно. Да ga пробамо, ако е штипско. Пробе. Ага. Рска. И одлично. Вака пред неколку години актерите од српската серија Село гори баба се чешла ја промовираа штипската пастрамајлија. Дали тие ќе се појават во Штип да го пробаат оригиналот е прашање, но оваа недела Штип секако очекува пастрамалијадата да им донесе многу гости. Просторот каде што ќе се одржи годинашнава 8-ма поред пастрамалијада веќе се подготвува. Значи веќе е лоцирана и позиционирана сцената на која што ќе настапат изведувачите, како што е познато, значи во петок Јордан Митев, во сабота Калјопи и Желко Самарџики, во недела звезда на манифестацијата српската фолк пејачка Цеца Ражнатовик. Почна пустувањето и недела од штандовите на генералниот спонзор Скопско, а во текот на попладневните часови, како и во четврток, ќе бидат поставени и штандовите за угостителите. Освен општината се подготвуваат и граѓаните, но тие за забава. Имаме дека ова година ќе се надмине бројот предса на присуствие на пастрамалијадата, поради тоа што ќе има попознати музички звезди, се надеваме дека нели ќе биде интересно, ќе има добра забава и останавство. Па да, очекувам да биде поинтересно на пастрамалијадата, бидејќи ќе има познати фаци и ќе биде се очекува да биде подобро. Според очекувањата годинава се планира бројот на посетители да биде рекорден. По општината со апел до штипјани да бидат добри домакини. Сите штипјани петок, сабота и недела да ги остават автомобилите и да возможат голем број на посетители од регионот, како и од Македонија, да имаат место повеќе за паркинг. Од петок забавата почнува. Пастрамајлии ќе се продаваат на 26 штандови, а пијалок ќе се точи од 3 винарии. Крајната цел на угостителите им е продадени 150.000 пастрамајлии.